Од рано наутро ви најавив дека имаме ултра креативна гостинка која ово утро ни допатува од Струмица. Нејзиниот бренд се вика Магнет, а Бојана Митева верувам дека ја познаваат сите во Струмица, така нели? Да. Така, добре ни дојде. Добро ве Бојана. И верувам дека нема да биде ова единствен пат да ни гостуваш со оглед на твојата креативност и на се она што го правиш на релација Скопје-Струмица, особено од како започна твојата успешна соработка со Тиноски. Тино го знаеме сите, нашиот колега, водител, кој што покрај тоа што работи на медиум, Тино прави чуда, персонализирани подароци кои што внесуваат радост во секој дом, за секаква пригода и на вистина е неуморен во креативноста, веројатно исто како ти. Имате исти бубачки, така? Може да се каже. Кога ви се вкрстија патиштата? Пред скоро година време, кога Тино беше во Струмица на еден карневал, се запознавме случајно, се разменивме броеви и стапивме во контакт и почнавме да соработуваме заедно. Најпрво со чашите, јас ги продавам кај мене во бутикот и свативме дека имаме буквално исти бубачки во главата. Случајно на една средба во Струмица, Тино догледна ташна, му кликна идеја дека може да се црта на ташната, да се дизајнира. Да не биде таа една само обична, досадна ташна, некој бренд или така натаму, кој што да, може би за некого е престиж да се има скапа брендирана ташна, но понекогаш ташните вистина можат да бидат здодевни, ако и така и ги скомбинираме, а кога на ташната ќе ги дадеме душа, таа ташна зборува многу повеќе од на студиото, нели? Да. Ете, токму таква ташна гледаме и сега на инсертите, а ќе ја видите и во живо дел од ташните, значи имаме една да презентираме тука веднаш до Бојана, но ајде да ги коментираме еве вака сите овие производи кои што вистински знаат да внесат неверојатна радост, да ни дадат мотивација, да не го подигнат расположението и да не подсетат дека на вистина персонализираниот подарок е вистински погодок. Како реагираат струмичани на овие шоли? Многу убаво. Радост преголема внесуваат. Да. Предпоставувам дека се работи исклучиво со нарачки и дека не е воопшто тешко, кога се сака, нели се може, тоа го констатиравме, да се направи нарачка таму во твојот крај, да се изработи во Скопје и да се ете ташничката. Токму таква ташничка имаме и тука, ќе ја видиме, ќе ја покажеме потоа и во живо. Ова е навистина една урбана градска приказна пресликана на една ташничка, овде исто така со еден мотив посебен. Дали имаат клиентките некои посебни желби, посебни барања за персонализирани ташни? Па имаат, но за сега договорот со Тино е да стоиме на дизајните кои ние ги одредуваме и надписите на ташните кои ние ќе ги ставиме. Со какви материјали, на какви материјали најдобро се работи, најдобро се исцртува површината? За сега на еко-кожа. На еко-кожа се принта кожата и потоа се лепи, се шие и доаѓаме до готовиот производ. Колку во твојот град постојат луѓе, особено жени, бидејќи познато е дека ние жените сме тие кои што најмногу паѓаме на изненадувања, ама и најмногу знаеме да потрошиме за изненадувања. Колку такви ти препозна во овие години на твоја активна работа и дали тие ти се редовни клиенти? Па можам да кажам доста. Ги има доста. Кои сакаат, најпрво приметив по чашите, а сега истото се случува и со ташните. Да, и предпоставувам дека и не ни прашуваат за цена кога нешто им се допаѓа, така? Да. Јас мислам дека доаѓа веќе едно такво време кога си велиме, па или ќе одам на тој некој си роден ден или што и да е кај што сум поканета и ќе купам подарок како што треба, или воопшто пак нема ни да одам. Ако ми се парите, да речеме, финансиите ограничување за она, како ќе се поставам или како ќе се организирам. Еве сега можеш и да ја земеш ташната, да ја покажеме вака и во живо како изгледа една прекрасна, урбана, женска чанта, која кога не би го имала овој погоре, еве дај ми ја мене, може би вака и јас најдобро да ја покажам. Еве вака, на прекрасна женска чанта која што е весела пред се, многу зборува не само за самата ташна, ами многу зборува и за личноста која ја носи оваа ташна. Тоа е парче кое навистина има душа
И е јас направено секогаш, со душа. да, и јас секогаш кога станува збор за моите чанти во мојот плакар, јас толку многу внимавам прво и пред да ги купам, многу добро се спојувам со ташните и многу внимавам како ги чувам. Бараат ли совети твоите клиентки за чантите? Конкретно за чување? Не за чување, зашто да одберат препорака, понекогаш ние жените знаеме да бидеме своеглави и не интересира туѓото мислење, ама има и жени со многу рафиниран вкус на кои многу им е битна добрата препорака. Па да, бараат. Но најчесто конкретно за овие ташни, најчесто се врзуваат со надписите. И сакаат надписот жената да се опишува преку надписот. Так. Како сега се можат овие ташни да ги нарачаат директно од тебе, од Тино, овде во Скопје? Можат се најдат онлайн да си ги нарачаат? Да, може да се најдат кај мене во бутикот во Магнет во Струмица, кај Тино во Креативно студио Тиноски и исто така да се нарачат онлайн на нашите социјални мрежи или на веб страната кај Тино, на tinoski.mk. Да, и предпоставувам дека неопходни се неколку денови за комуникација, за Па најчесто испорака. 1 до 2 дена. Ако денеска се порачи, најчесто за 1 до 2 дена ја имате ташна, доколку ја имаме на залиха. Браво. Да, ние имаме уште инсерти, ајде да ги проследиме и останатите инсерти кои што ги имаме, можеби ќе погледнеме и нешто од процесот на работа. Да, на работа. Да, ете така изгледа самата идеја, како идејата се создала, како се црта скицата. Предпоставувам дека ова беше едно револуционерно решение и момент кој што и вие ќе го паметите долго. Да. Колку модели, колку идеи има вкупно разработено? За сега имаме 3 модела на ташнички. Се работи на 4-тиот поголема ташна, а од дизајн имаме скоро 10. Прекрасно. Прекрасно навистина. Како се штимате сега пред новогодишно, иако се уште сме во месец октомври, но додека трепнеш ќе дојде нова година. Ќе има ли нешто за вашите клиенти кое што можеби за празниците ќе им даде простори? Знам дека Тино е креативен и тој секогаш има по нешто адут плюс да извади и по некоја афирмативна мисла плюс да стави на неговите шолји, ги има насекаде. Јас речиси да немам пријателка, немам ни една пријателка и колешка каде што сум била на гости, а да не сум видела некоја негова шолја, а и ги има и многу па кои што и ми ги подаруваат и ми се особено драги. Да. Како сте вие во Струмица наштимани за овие празници сега? Па се спремаме, да, се подготвуваме, полека. Што е она што најмногу те фасцинира кога започнавте да соработувате? Знаеш, кога се поклопуваат двајца луѓе, рековме, со иста креативна, слична сила, со исти капацитети, но понекогаш постои скепса, некој сомнеш дали ќе биде се во ред ако ние влеземе да соработуваме. Дали имаше ти таков момент, не? Не. Буквално исти бубачки во глава. Што најмногу те фасцинираше кај него? Тоа што во моментот нешто ќе му текне и се реализира наредниот ден. Да. Што е у нас жените? Колку е лесно или тешко на жените да им ги исполниш очекувањата кога станува збор за да им понудиш производ во кој нема ни да ги заинтересира цената? Што е најважно од се? Дали е можеби само квалитетот или е важна целиот пакет? Целиот пакет, но и надворешниот изглед. На продуктот конкретно. Квалитетот исто така. Сега живееме во време на интернет нарачки. Да. Знаеме дека постојат многу платформи каде што луѓето фасцинирани од ефтините цени, фасцинирани од неплаќањето дополнително за трошок, за царина и за така натаму, луѓето прават невозможни инвестиции, понекогаш и големи разочарувања, но тешко е во ова време да се избори човек да остане во бизнисот, да остане на истата позиција, да не работи со загуба, а да им одолева на овие ваквите трендови. Како струмичани пазаруваат? Како тие тргуваат? Па можам да кажам дека струмичанки се претежно доста модерни, и сакаат нешто што е различно. Нешто автентично. Не ги интересира само да е ефтино? Па не, не. И ве предпоставувам дека, барем оние струмичанки кои што јас ги познавам, ама имам мои 4-5 пријателки, многу си ги поздравувам сите во Струмица, ајде да не звучам сега како некои други луѓе да ги именувам, но Струмица е град кој навистина следи трендови, следи мода, знае што е квалитет и верувам дека има такви кои што
сакаат и да си го видат производот. Јас, да речеме, не сум од тие фанови на интернет купувањето, јас додека производот не го видам, не го пробам, не го почувствувам, не го допрам, јас тешко се одлучувам да нарачам нешто преку интернет. Дали се такви и вашите клиенти? Да. Конкретно сега со ташните, бидејќи многу поретко се шета по бутици, а најчесто тоа што се види на интернет, на социјалните мрежи, потоа доаѓа да го видат. Одлично. Да. Како се одржуваат овие ташни? Па многу лесно. Нема некој посебен начин на одржување, како и секоја ташна. Изработени се од висококвалитетна еко кожа. Предпоставувам дека се отпорни на вода, отпорни се на нешто друго, се разбира физички да не се оштети површината, како и за се останато. Одлично. Што друго во Магнет имаш да им понудиш на твоите потрашувачи? Се што е во врска со аксесуари за жени. Од накид, ташни, марами, шалови, сега зимскиот период капи. Така. Има други рачно изработени предмети? Има. Да? Има. Како повеќе луѓето се наклонети да избираат производи што се во сериско производство, во милиони тиражи, или ги интересира да имаат едно, ама вредно, уникатно парче? Па има муштери кои сакаат нешто што е тренди и актуелно и што го има секаде, но имам доста жени кои сакаат различни работи, уникатни. Добро. Што ќе им препорачаме на жените кои што можеби некогаш не знаат, да ги испратат партнерите или сами да си одберат? Дали мажите вистина ви се редовни клиенти? Да, купуваат. Сакаат и мажите да прават изненадувања? Па да, сакаат. Во последно време почесто. Да. Колку често патуваш на релација Скопје-Струмица со оглед на тоа дека сега сте во интензивна соработка и дали следиш она што се случува и во Тиноски? Па можам да кажам еднаш до два пати месечно, да, доаѓам тука. Фрлаш и ти по некоја идеја? Да. Додаваш? Да. Што мислиш, кој е слоганот кој Тино се уште го нема употребено, иако е многу креативен, иако можам да кажам дека се надминува себе си, но мора да постои некој слоган кој тој се уште не го смислил за нас жените, бидејќи ние сме нели 3 дена пред ѓаволот, како велат. Стварно не знам. Да. Моментално еве ова ти го давам како домашна задача и како нешто што ќе го смислиш до вашата следна средба и ќе се разбира, ќе имаме можност да го прокоментираме. Да, живееме ние во време на една економска криза. Живееме во време во која луѓето навистина понекогаш едва и врзуваат крај со крај, но она што со сигурност го знам дека секој еден човек кога би можел да биде финансиски релаксиран по тоа прашање, би го одбрал најдобриот и најуникатниот подарок. Тука некаде јас ќе ти се заблагодарам. Благодарам и на вас. Знам дека треба назад да се вратите за Струмица. Знам дека ве чека долг пат и предпоставувам дека, не знам какво е надвор времето, дека нема да имате неприлики, затоа што видов дека прогнозите ова утро се со дожд, но полека, и верувам дека во некоја следна прилика, со некоја следна креативна идеја која што вие заедно ќе ја создавате, па можеби и ти самата, ние повторно ќе се дружиме. Се надевам. Така, да гледаат во Струмица, Алфа телевизија се гледа. Да. Добро, ги поздравуваме струмичани во Струмица, ги поздравуваме струмичани ширум светот. Знам дека ги има многу низ Европа, особено во Швајцарија, имав прилика и таму да ги сретнам. Ти благодарам многу, поздрави го и Тино и ќе дојдам да ве посетам, да видам што има и во Магнет, бидејќи тука знам што се случува кај Тино. Јас сум голем фан и навистина се восхитувам на се она што го создаваат неговите две раце. Да.